Благодарам за вашето присуство. Значи, денеска на седницата имаме 5 интерпелации на членовите на Судскиот совет. Тоа би требало да биде вовед во така наречената реформа на власта. За жал, гледаме дека реформа во правосудството немаме. Значи, што би било реформа во правосудството? Тоа би било да воведеме ветинг, да воведеме потекло на имот на судиите, потоа да речеме антинепотистички закон, да не можат една иста фамилија да бидат обвинител, судија, адвокат и слично, потоа ограничување на мандатот на судиите, кривична одговорност и да речеме еве и може цела еден дел од судиите кои што има сомнение дека се корумпирани да се пратат во пензија, во предвремена пензија, па да почнеме од ново. Тоа би биле, да речеме, вистинска судска реформа. Такви предлози даваше левица и во минатиот мандат, и во овој, и последно беше кривичната на одговорност на судиите, која што беше одбиена од парламентарното мнозинство. Но ние тука не треба да запоставиме, значи, персоналната одговорност на членовите на Судскиот совет. Значи, тие се најодговорни за катастрофалната ситуација во која што се наоѓа македонското судство. Значи, имаме само доверба од 2%. Тие се најодговорни, тие ги поставуваат судиите, тие ги разрешуваат, тие иницираат дисциплински постапки и мора да понесат одговорност. Ако ги погледнеме кои се членови, имаме Весна Дамева, која што не била ни судика, кој што е приправник, стручен соработник и блиска до СДСМ. Ја имаше на слики со лидерот на СДСМ, била член на нивниот на правниот сектор на истоимената партија. Го имаме Селим Адеми, низиниот заменик, кој што 2 пати насилно ја разрешуваше вонделовнички и незаконски, за тоа не понесе никаква одговорност. За сега како член на Судскиот совет на нас пратениците тука да ни праќа некој одговор, овој член, оној член да сме го погледнале. И ако сето ова го погледнеме, ако го погледнеме квалитетот на персоналните решенија, ние одлучивме како политичка партија Левица овие интерпелации да ги поддржиме. Значи, порака мора да се прати до судството и одговорност мора да има сега и веднаш. Не можеме да имаме една каста на граѓани, како што се судиите во оваа држава, кои што буквално не одговараат скоро за ништо. Но, ние го задржуваме нашето право да спречиме и бурно да реагираме ако случајно следните кандидати за Судски совет кои што ќе бидат предложени се, например, од тоа фамозното тефтерче на судии, кои што очигледно преминува де во едната, де во другата партија, од големите партии СДСМ и ВМРО-ДПМН, или ако некои од тие кандидати не ги задоволуваат високите стандарди кои што се потребни за извршување на една ваква битна функција.